Борис, излегува некои бројки околу тоа колку македонски државјани живеат у Германија. Например, да речеме, изненадувачки ли се тие бројки? Па изненадувачки, зависи во која смисла изненадувачки. Тоа што излезе изворот на таа последна информација што излезе вчера во македонските медиуми беше германскиот магазин Фокус. Тоа е познат магазин и јас верувам дека тие бројки се точни, но оно што за мене е спорно и што треба да видиме кога ќе излезат официјалните бројки е според која методологија се е дојдено до тие бројки. Зошто? Затоа што лани во мај ние како редакција, значи Дојче Веле на македонски, објавивме дека во 2024 година во Германија живееле 220.000 граѓани со потекло од Македонија. Значи тоа е бројка која што е во голема дискрепанца со оваа која што беше објавена вчера, значи 160.000, затоа велам треба да се види методологијата, што е гледано, како е гледано, дали тие можеби се работи за дел сезонски работници, можеби се работи за луѓе кои што во меѓувреме земале германско државјанство и така натаму. Има повеќе работи што треба да се видат во официјалните бројки за да знаеме која е точната бројка. Последната официјална е ова што ја кажувам, а таа е 220.000. А можеби се вратили у Македонија? Па не знаеме, можна и тоа, не велам не, но познавајќи ги работите овде и гледајќи што се случува, се сомневам. Значи реално бројката сепак можеби е поголема. Јас мислам дека е дефинитивно поголема. Маријани, ќе ти кажам и зошто. Затоа што ние ги правиме речници на годишно ниво, овие бројки ги објавуваме од Германскиот државен завод за статистика. Значи од негде во 2009 година во Германија живееле околу 63.000 граѓани со потекло од Македонија. Значи зборам за 2009 година. Значи тоа се од тогаш до денес полни 16 години, ако ги одземеме двете пандемиски години кога немаше многу миграции и селување и доселување од Германија во Македонија и обратно, значи тоа се доаѓаме до бројка од преку 10.000 кои што годишно ја напуштале Македонија кон Германија, значи само кон Германија. И доаѓаме до, например, еве ќе ви кажам друг пример, во 2015 година приливот бил бруто од Македонија во Германија 24.000 луѓе. Од тие 24.000, 12.000 биле сезонски работници, се вратиле најголемиот дел, но 12.000 останале. Значи тие се оние кои што остануваат во нето бројка. Борис, една работа не ми јасно. Во таа бројка влегуваат ли оние македонски државјани со бугарски пасош или тие се посебна категорија? Не, тие не влегуваат тука и тоа е многу добро прашање, затоа што на пример според последните податоци кои што ги видов, околу 420.000 граѓани со потекло од Бугарија живеат во Германија во моментов и тоа е еден голем раст во последниве 5-6 години, да речем. И тоа ние не знаеме колку од тие од нив се практично двојни државјани, односно и државјани на Република Македонија. Така што можна е оваа бројка, без разлика дали е 160 или 220, да е далеку повисока, затоа што ја можам вака анегдотално да ви кажам дека ја познавам многу луѓе кои што живеат во Германија од Македонија, кои се дојдени тука со бугарски пасош. Предпоставам дека системот нив ги води како државјани на Република Бугарија, пошто со тој пасош се таму регистрирани со работа, предпоставам. Овдешниот систем не познава етничка припадност, познава припадност во однос на земја на потекло. Добро, како идеја, тоа е голема диаспора, нашата тамошна диаспора. Еве, ти си долги години и живееш таму, новинар, имаш доста јасна слика за германското општество. Ме интересира капацитетот на нашата диаспора за политичко влијание, за вклучување во општествени и политички текови, да речеме, во германското општество, и како лобисти за Македонија, и како, не знам, како луѓе кои што имаат или немаат некакво влијание нашата диаспора во германското општество, за разлика од некои други диаспори, да речеме. Има простор со оглед на големиот раст на бројките, посебно последниве 15-20 години, како што ви кажав. Меѓутоа, да имаат некој влијание, ја барем не сум почувствувал и не сум видел дека има. Мислам дека прво бројката вака изгледа голема, но кога ќе земете предвид дека според тие бројки македонските доселеници се некаде на 12-13 место, значи пред нив се со огромен број, например, турците, во последно време украинци многу се доселија поради војната тамошна, и да не ги редам сега понатаму сите тие, значи кои ќе стигнеме до Македонија и до доселениците од Македонија,
доаѓаме до една многу ниска бројка, дури нерелевантна бројка во однос на колку се странци живеат во Германија и колкав е нивниот број. А во поглед на организацијата, и тука е тешко да се каже, затоа што имате де факто две диаспори. Имате една, условно речено, стара, која е дојдена во оној бран гастрабајтери во 70-тите години, и живеат претежно тука во Северна Рајна-Вестфалија, каде што живеам и јас, и тоа претежно во индустриските градови, значи Есен, Дортмунд, Диселдорф, делом ново Келн. И сега имате еден нов бран, тоа се претежно млади луѓе, и бројките тоа го потврдуваат, затоа и оние што доаѓаат овде се на возраст меѓу 20 и 45 години, значи тоа е фактички цветот на животот. Млади во полна снага кои што се преселуваат тука во Германија, и тие се дел од нив се насочени кон овие, условно да ги кажам, високоплатени работи, значи IT сектор, машинство, електроника и така натаму. И другиот дел имате исто така и многу студенти кои што доаѓаат тука, студираат, остануваат да работат, остануваат да живеат и така натаму. Ја гледав таа статистика, прилично интересна е, напливот кој спомна и ти на голем број на турци, на украинци, меѓутоа во принцип поприличен број на муслимани, условно да кажеме, кои што фигурираат во германското општество. Што значи за Германија оваа статистика на овие странци и колку е таа аргумент за раст на оние популистички партии? Популистичките партии секогаш ќе најдат во наводници аргументи за да сеат подоби во општеството, да предизвикуваат кризи природни или вештачки seедно, и да се обидуваат да освојат што повеќе гласови. Во принцип суштината е следнава: на Германија и требаат странци. Германското општество е многу старо и продолжува да старе. Секоја година се јавува потреба од стотици и стотици илјади нови работници во сите можни бранши, во сите сектори, и покрај економската криза која од пандемијата навака речиси не стивнува и само се засили после почетокот на руската агресија врз Украина. Меѓутоа Германија бара луѓе, бара работници, бара доселеници, и тоа е постојано тука на некој начин топ тема. Така што од аспект на потребите на општеството и на државата, странци се потребни, доселеници се потребни, а тоа што го прават десните радикали и другите, тоа е посебна приказна. Добро, Борис, ако овој контекст, ако се префрли обратно на сликата, да речеме, влијанието на странците низ германското општество и визави на проширувањето на Европската унија, колкав е реалниот интерес на германското општество за проширување на Унијата? Сепак Германија е една од клучните две членки на Европската унија. Германската држава има интерес од проширување, и тоа недвосмислено го кажуваат години назад. Значи, кога зборувам за проширување, мислам и на регионот на Западен Балкан, мислам и на новите две кандидати земји, тоа се Молдавија, и Украина. Општеството е, би рекол, поделено според некои анкети на кои што можам да се сетам во моментот во последниве 2 години, секогаш е тука од прилика 50-50 поддршката за натамошното проширување, со тоа што поддршката кај младите луѓе за проширувањето е далеку поголема, оди преку 60-65%, значи. А кога ќе им се постави на луѓето прашањето за потребата од проширување, tukаш потребата, поддршката е уште поголема. Така што тие две работи се, од едната страна ги имаме општеството, од другата државата, кои што се на некој начин позитивни во однос на тоа проширување, немаат проблем со тоа. Како Германија гледа моментов на македонската, условно кажано, стагнација на патот кон ЕУ? Па не знам како гледаат. Македонија едноставно не е, мој впечаток е последниве најмалку една година дека повеќе не е ни на мапата во Германија овде кога се размислува за случувањата на Балканот, ниту па се појавува во медиуми, во медиумски написи, на телевизија и така натаму, што беше случај порано, почесто, не многу често, да не се лажеме, меѓутоа почесто. Мислам дека Германија веќе нема, мислам дека и тука останаа без аргументи, не знаат што да им кажат на политичарите во Македонија, затоа што работата е јасна, тоа што треба да се направи им е кажано многу пати, би рекол, во последниве неколку години. Поддршката од Германија е недвосмислена, и да не ве потсетувам каква се таа беше, посебно во тој период од 2015 кога почна политичката криза во Македонија, па до пред година-две дојдоа и канцеларката Меркел и председателот Штајнмајер, неброени министри за надворешни работи. Два пати резолуции се носеа во германскиот Бундестаг, еднаш за поддршката за интеграциите, друг пати за јазикот и за идентитетот, ако се сеќавате, што беше преседан.
така да не знам што уште може Германија да направи. Впрочем, таа резолуција е, мислам дека една и единствена, ако не е во европските земји со таков формат, особено за јазикот. Апсолутно, за тоа велам. Не знам веќе што би можела Германија повеќе да направи, ако доле, значи во Скопје, односно во Македонија не се прави ништо на тој пат, не знам што би очекувале. Има ли контакти актуелната власт, година и половина, таа не беше барем некакво разбирање во поглед на своите сестрински партии од ЦДУ и од тој блок на десничари, ама има ли некакво раздвижување на релации политички Македонија-Германија, да речеме, на некакви контакти, или се моментално оставено на некакво? Искрен да бидам, не гледам раздвижување. Се најавуваше тоа што вие го споменувате, подоаѓањето на актуелната гарнитура на власт во Скопје, и логично ќе беше тие односи на две сестрински партии, значи со ЦДУ, ЦСУ, да се искористат за унапредување на односите и политички, особено економски. Германија е веќе голем инвеститор во Македонија, нели вработува десетици илјади луѓе незините компании, но не гледам за жал поместување во тој дел, така да ќе видиме дали наредниот период може би ќе донесе некое поместување. Македонија, ви кажав и во претходниот одговор, Европа на отворена врата, значи дополнително што имате и министар како Вадефул, кој што е голем познавач на Балканот и голем љубител на Балканот, и претходно од функција на пратеник во Бундестагот и како политичар на ЦДУ, безброј пати го има посетувано и регионот, и Македонија ги знае политичарите, значи сите тие имаат каде да се обратат доколку сакаат да им се помогне за нешто. Прашањето е само зашто? Реално постои интерес на Германија за Балканот, претпоставувам. Апсолутно, и тоа е многу пати кажан. Мислам дека Германија, германската влада, да кажам, би било многу среќна Македонија да се приклучи кон овој бран кој што сега се, нели, Албанија и Црна Гора далеку пред Македонија, за жал. И мислам дека дури и со загриженост малку се гледа на тие случувања од аспект на одвојувањето на Македонија од тој мини пакет, да го речем, и останувањето во група со земји како Србија, Косово или Босна и Херцеговина. Но пак ќе кажам, до тука веројатно може да ни помогне на Македонија. Ако Македонија не сака себе си помогне понатаму, може би Македонија очекува некаква друга форма на поддршка, на, речеме, условно кажано, некаков германски притисок врз Бугарија, да речеме. Ма не, знаете како, имаше такви притисоци во минатото. Ако се сеќавате 2019 година, Германија влезе во директен судир со Франција по најавата на Макрон дека ќе стави вето, нели ќе блокира, што тој потоа и го направи. Потоа помагаше многу и влезе на некој начин директни разговори со Софија, ако се сеќавате во годините потоа, но сега веќе нема каде да посредува. Значи, зашто да посредува? Имате вие ситуација во која што една македонска влада пред 2 години и нешто потпиша договор, презема обврски, собранието тој договор го ратификуваше, и сега следната влада која доаѓа не го почитува тој договор. Значи, кај кого да посредува Германија? Меѓу бившата и сегашната влада, или не знам што да посредува со Бугарија, кога таму владите се менуваат, уште не подпишани, уште не седнати на функција. Еве дури и да има некакво посредништво и со Бугарија, да се направи некаков компромис, која е гаранцијата дека утре некоја друга влада нема да дојде, гледаме таму се менуваат на 6 месеци година, дека таа влада ќе го почитува тој компромис. И да не ви набројувам понатаму, значи не е проблемот тоа, нема што да се посредува. Кога станува збор за Германија и односите со Европската Унија, да речеме Америка, она што е меѓународна компликација сега на односите, колку се загрижувачки, да речеме, во германското општество тој тип на односи сега што постојат, и колку тоа тие би влијаеле за врзиднината на Европската Унија? Па, искрен да бидам, чувството на нервоза, значи тензијата која што беше присутна последниве денови до вчерашната изјава на Трамп, на американскиот претседател Доналд Трамп, кога се повлече, нели, од оние закани дека би можели со сила да го преземе Гренланд, беше за мене без преседан. Значи, искрено мислам дека таква тензија во односите на линија Германија, односно Европа и САД, немало веројатно од Втората светска војна наваму. Тоа на некој начин освести многумина политичари овде да почнуваат
далеку посериозно, иако тоа го зборуваат они со години, меѓутоа сега да почнат далеку посериозно и да делуваат во насока на тоа да се обезбеди европската стабилност со сопствени сили и со сопствени средства, и мислам дека и покрај ова олабавување некако на тензиите и попуштањето на Трамп, дека некако тркалцето како да е тргнато да се врти во таа насока, да почне веќе да се бара некаков отклон, би рекол, од САД и од актуелната администрација и да се тргне по некој свој пат. Она што е битно за Германија, и тоа денес, како кажа канцеларот Мерц во Давос, трансатлантските односи да преживеат, односно да се одржат, значи зборуваме за НАТО. Меѓутоа, каде и како во тие паралелно со тие односи ќе се бараат некои алтернативни движења, ќе видиме, ќе покаже времето, меѓутоа мене ми изгледаат доста сериозни и она што го кажува и францускиот претседател Макрон, мислам дека се создава едно ново јадро во Европа, не е толку ново, се разбира, меѓутоа сега од аспект нова што го прави Трамп, и дека ќе се бараат алтернативи дефинитивно. Тоа не мора да значи целосно одвојување од САД, меѓутоа ќе значи оладување во тие односи, да речем. И сосема за крај, со оглед на тоа дека германското општество обединето сега е поинакво од она пред 90-тите години, во поглед на Русија постои ли условно кажано проруски, прорусофилски општествени групи? Како гледаат германците на овие односи со Русија, и особено ме интересира на последната изјава на Лавров дека Балканот треба да биде поделба на влијание меѓу Америка и Русија? Добро, тоа се, како да ви кажам, влажни соништа на Лавров. Мислам, тој не е непознат по такви изјави, ги дава од 2010-тите години наваму, кога ќе помисли дека е тоа погодно. Мислам, со самиот факт што рускиот министер за надворешни работи чека покана од САД за да зборуваат за Балканот, доволно ви кажуваат до каде е стигната Русија и руската надворешна политика, така што тоа е тема на која што можеме надолго и на широко да расправаме, меѓутоа не мислам дека е тоа релевантно во моментов. Во однос на првиот дел од прашањето, во Германија, значи, секогаш имало проруски ставови, тоа посебно било истакнато во источниот дел на земјата, нели, која долги години беше под, да кажам, под советска окупација на некој начин, значи зборувам за поранешниот ДДР, нели. Потоа имате партии како левицата овдешна, па дури и социјалдемократите по односи со Москва и со Русија. Дел од причините беа економски, дел од причините беа и културни и така натаму, меѓутоа се негуваат тие односи. Сега мој впечаток е дека тоа е сведено на минимум, освен некои порадикални групи и партии кои што се уште го прават, тоа сведено е на вистина на минимум. Државните односи се на многу ниско ниво. Еве токму денеска Германија го протера заменикот руски воен аташе од Берлин, откако беше фатен шпион, украинка која шпионирала во корист на Русија во Берлин. Вчера, например, германската влада официјално ја обвини Русија за воени злосторства во Украина поради уништувањето на енергетските ресурси, нели, во украинските градови, фактички оставањето на луѓето да измрзнат намерно, користењето на зимата како оружје. Така да, од државен аспект односите се на многу ниско ниво, а од општествен аспект е тешко да се каже за тоа што такво време дојде едноставно и има симпатии секако, но тие се на минимум. За Русија зборувам. И благодарам. И благодарам за поканата.